Добро вечер. Добро вечер на сите вас подржувачи на отпорот. Овој отпор кој од ден на ден станува се поброен и поброен, кој го охрабрува секој човек да излезе од својот дом и да се придружи и да каже доста е на политиката, на насилната политика, недемократска и нетранспарентна, која ја води мнозинството ВМРО-ДПМНЕ, ако ја се пресликува и на нашето локално ниво. Почитувани граѓани, скоро 4 години сум советник во Советот на општина Штип. Во мојот 4 годишен мандат, ниту една седница на Советот не беше медиумски покриена. Се прашувам зошто, сигурно и вие се прашувате. За нашите граѓани да не разберат, да не дознаат какви катастрофални одлуки носи мнозинството од ВМРО-ДПМНЕ на Советот. Да не слушнат како се искористува моќта на двата прста за да се донесат незаконски и штетни одлуки за нашите граѓани. Ветија, Штип, Париски бил, со пешачки патеки, затворени базени, затворени пазари, брана на реката Отиња ќе направеа. Ќе направеа катни гаражи, но се што ветија, ништо не остварија. Сега Драко ги направи. Така е. Се што почнаа, запустија. И да видиме една кратка ретроспектива што направија. Го направија плоштадот, за кој и самиот градоначалник кажа дека не е задоволен со неговата изведба. Почнаа да ги прават платформите на коритото на река Отиње. Освен што раскопаа, ништо друго не направија. Потоа ја реконструираа улицата Ванчо Брке, која верувам дека никој од вас не може да познае дека е реконструирана и дека таму нешто е направено. Го направија кружниот ток пред Стопанска банка. Се покажа како крајно непопуларно и недобро сообраќајно решение за тој дел од градот. Потоа, почитувани мои, ја донесе одлука за покачување на цената на водата. Водата беше покачена за околу 40%, зеленилото за 100%. Донесоа одлука да се струши Джексо, така што Штип остана без спортски центар. Донесоа одлука за дислокација на градскиот стадион. На негово место стамбени згради ќе правеле, а стадионот ќе го дислоцирале на непристапен терен во Сутлакот. Се фалат јавните предпријатија со добивка им работеле, но долговите при тоа не ги кажуваат. Па зошто тогаш јавното предпријатие ИСР ги продаде сите дуќани? Наред дојде и донесувањето на буџетот. И само да ви кажам од што се состои нашиот општински буџет. За инфраструктурните захвати кои планираат да ги работат, ќе зимаат заеми и кредити, за кои никој не знае под кои услови се земени и колкава камата плаќаме за истите. А го задолжуваат градот и граѓаните 15 години однапред. А 15 милиони евра буџетски пари ќе се трошат за музика, спорт, за лер тимот кој не донесе ниту еден проект од поголемо значење за нашата општина и заплати придонеси на и така преобемната општинска администрација. Ниту еден тендер не им помина. Општината не може да обезбеди банкарски гаранции, затоа што ја презадолжија. 4 години развојна програма на нашиот град е реконструкција на 3 улици. Никако да се направат. Почитувани граѓани, не обвинуваат сме биле неконструктивна опозиција. Сите предлози што ги дадовме, кои мислевме дека се од суштествено значење за градот и граѓаните, не се прифатија. Остро се спротивставувавме на сите штетни одлуки кои ги донесоа. Се изгласаа. Велат сакале целосна одговорност. Таа одговорност и ќе ја добијат.
но ќе дојде денот кога ќе треба да одговорат пред сопствените граѓани. Да живее Штип!